Град Скопје ја продолжува кампањата за пријавување огнови на отворено во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Територијалната единица за противпожарна заштита, Црвениот крст и Сдруженијето на граѓани Љубезност. Мешани тимови и оваа година ќе работат секој ден 24 часа на борба против огновите на отворено. Граѓаните можат да ги пријавуваат сите случаи на палење огнови на бројот во кол-центарот на 193. Ова денеска го изјави портпаролот на град Скопје Валјон Салиху. Апелираме до сите граѓани, наместо пријавувањето на Facebook или други социјални мрежи, времето да го искористат сите случаи на огнови на отворено да ги пријават на телефонскиот број 193. На тој начин екипите ќе можат да интервенираат навремено, а со тоа да се спречат евентуалните опасности во здравјето и имотот на нашите сограѓани. Дежурните екипи ќе ги процесираат сите пријави. Огновите ќе бидат изгаснати, а доколку постои потреба од згрижување на лица кои ги палат огновите, ќе интервенираме во координација со Центарот за социјални работи во градот Скопје. Раководителот на секторот инспекторат на град Скопје Мирослав Богдановски изјави дека градските инспектори вршат засилени контроли на терен по однос на загадувањето на животната средина и досега се пронајдени и казнети поголем број прекршители на законот во Вардариште, Подкале и Ѓорче Петров. Инспекторатот на град Скопје со човечките ресурси со кои располага врши засилени контроли на територија на целиот град. Пронајдени се, казнети се повеќе прекршители на законот. Дежурствата се на така наречени црни точки што се во градот Вардариште, Подкалето, Ѓорче, кај што имаме граѓаните се жалат на загадувањето. Пронајдени се дел од сторителите, казнети се, засилените контроли и во иднина продолжуваат. Во однос на казните во октомври 2018 година, во однос на 2017 година имаме зголемување во 100-120% во однос на изречени казни. Минатата зима во рамки на истата кампања имало 438 јавувања. Се интервенирало на 334 огнови на отворено, а во 114 случаи излегол и комуналниот инспектор на градот.